Кратки најави за денешниот дневник. Се намалува родот на земјоделските и овоштарските култури поради климатските промени и екстремно високите температури. Одбележани 80 години од создавањето на 6-та македонска народно-ослободителна бригада и 32 години од формирањето на 6-та пешадиска бригада. Јавен повик на Министерството за транспорт за поддршка на нови авиолинии од Скопскиот и Охридскиот аеродром. Втора екоакција за чистење на Охридското езеро на Струшкото крајбрежје кај Радожда. Најмалку 17 ученици загинале при пожар во интернат во Кенија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес предпладне имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне се услови за врнежи од дожд и грамотевици. Максималната дневна температура изнесуваше 28 степени Целзиусови. Во сабота во поголем дел од Европа ќе има доминација на поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Пиринејскиот полуостров и во западна Европа посвежо време со пад на дневните температури. Во Западна Европа, како и локално во југоисточните предели на Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во централните и јужните предели услови за умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Максималните дневни температури ќе се движат од 26 до 32 степени. Во Македонија во сабота, по свежото утро, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста, која што доцна попладне и навечер ќе услови нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици. Минималните температури ќе се движат од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 23 до 34 степени. Во Охрид во сабота, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови се услови за локални врнежи од дожд. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во недела ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 27 степени. Во понеделник и вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи и посвежо време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23, односно до 25 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Се намалува родот на земјоделските и овоштарските култури. Климатските промени и екстремно високите температури имаат големо влијание врз земјоделието. Потребни се конкретни мерки и активности за намалување на негативните последици. Земјоделските и овоштарските култури силно погодени од климатските промени. Екстремно високите температури ова лето и слабите врнежи од дожд го намалија родот. На климатските промени мора да се одговори веднаш, да се изнајдат решенија со кои земјоделците ќе го прилагодат своето производство според насоки дадени од релевантни институции, затоа што ниту оптималните рокови за садење и сеење веќе важат, ниту пак сортите кои се произведуваат досега можат да дадат солиден принос. Терен, да се излезе, да се види какви се состојбите, реално како што за жал се збиднуваат. Одамна не знаеме кога ни е пролет, кога е се измена годишните времена. Се дешава, сведоци сме дека во среде лето од ништо, никаде некој бран, некој ветар буквално носи све. Се случуваше кај нас во блага форма, пред некој ден беме сведоци и тука. Така да состојбата е таква што секој на свој начин би требале во тој дел да даме допринос во насока на олеснување на некакви последици, значи да се припремиме за да можеме и да го сватиме ова како е нешто што ето не чека како нормална појава од која што не се бегат. Климатските промени ги измрзнаа овошките, го исушија грозието, го изгореа сончогледот, го намалија родот на падлиџанот, пиперката, пченицата и јачменот, а со тоа ја поскапеа и добиточната храна, со што има негативно влијание и врз сточарството. Под влијанието на климатските промени ќе растат и цените на земјоделските и овоштарските производи. На мојот имот гледаме се случуваат работи што се невообичаени. Јас во мене донесов и едно јаболко, ако може камерата да го фати, каде што
горниот дел од сончевите зраци е оштетен, фактички изгорен. Тоа се случува и со другите култури, како овошни, така градинарски, патлижанот. Мерките во тој дел покушаваме самите на свој начин, нешто од што кажуваат и експертите. Ево, на пример, како пример е употребата на заштитни мрежи. Тука ги има повеќе врсти од зелени, портокали, повеќе бои, сакам да кажам, и различни проценти на пропусливост на сончевите зраци. Науката тука има одредени активности, има одредени брошури по медиумите се објаснуваат, ali мислам дека не е доволно. Треба повеќе да се работи и со земјоделците, али и во делот на финансиска поддршка во тој дел, бидејќи сепак тие такви мерки за заштита коштаат и пари. Земјоделските здруженија треба да се организираат и од владата да бараат сериозно да се зафати со решавање на овој проблем, кој не ги тангира само земјоделците, туку сите граѓани, бидејќи зборуваме за домашно производство на храна, велат земјоделците. Одбележани 80 години од создавањето на 6-та македонска народно-ослободителна бригада и 32 години од формирањето на 6-та пешадиска бригада. На 8 септември ќе биде изведен марш по борбениот пат на 6-та македонско народно-ослободителна бригада, почнувајќи од касарната во Охрид, преку селата Годивје Цер до Крушево. Денеска, по повод 6 септември, кога се одбележува 80 годишнината од создавањето на 6-та македонска народно-ослободителна бригада и 32 години од формирањето на 6-та пешадиска бригада, во касарната во Охрид се одржа пригодна свеченост. Пред построената единица од војни ветерани и резервисти на 6-та пешадиска бригада на армијата на Република Македонија за нејзиниот развоен пат зборуваше полковникот во пензија и председател на Сдруженијето на ветераните и резервисти од одбраната и безбедноста на Македонија, огранок Охрид, Добре Велјановски. На свеченоста присуствуваа генералот во пензија и поранешен пратеник во Собранието на Македонија Илија Николовски, воедно и председател на војните ветерани и резервисти на Македонија, генералот во пензија Филип Котели, председателот на Сојузот на борци од Охрид Гоце Георгиевски, представници на СВР Охрид, како и повеќе поранешни припадници на единицата и раководители во безбедносните служби на армијата и полицијата. Полковникот Велјановски му оддаде признание на сите припадници на армијата кои несебично се вградија во развојот на единицата и на македонската армија, потсети на историските судбоносни моменти од периодот на заминувањето на поранешната југословенска војска и формирањето на првата единица на армијата на Република Македонија. Во рамки на одбележувањето на денот, синоќа во просториите на касарната се одржа и трибина на тема 6-та бригада. Велјановски најави дека припадниците на единицата на 8 септември ќе изведат и марш по борбениот пат на 6-та македонско народно-ослободителна бригада, почнувајќи од касарната преку селата Годивје, Цер до Крушево. Во знак на почит за посебниот придонес во формирањето на 6-та пешадиска бригада, представници на војните ветерани од единицата и ветераните од областа на одбраната и безбедноста положија свежо цвеќе на гробот на првиот командант на гарнизонот на Арама во Охрид, полковникот Јосип Хајба. Со цел подобро поврзување на земјата и обезбедување подобри услови за патување на граѓаните, Министерството за транспорт денеска објави јавен повик за поднесување барања за финансиска поддршка за пуштање нови дестинации од аеродромите во Скопје и Охрид. Министерството за транспорт објави јавен повик за финансиска поддршка за воведување на нови дестинации од меѓународниот аеродром Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид за периодот 2025-2027 година. Во рамките на тригодишната програма за оваа намена предвидени се средства во висина од 360 милиони денари. На јавниот повик можат да се пријават сите заинтересирани авиокомпании кои ги исполнуваат критериумите наведени во истиот. Финансиската поддршка ќе изнесува 9 евра во денарска противвредност по патник во доаѓање превезен од меѓународен аеродром Скопје и 12 евра во денарска противвредност по патник во доаѓање превезен од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Крајен рок за доставување на барањата за учество во постапката е 7 октомври 2024 година во архивата на Министерството за транспорт. Втората екоакција за чистење на Охридското езеро на Струшкото крајбрежје кај село Радожна ќе се одржи утре 7 септември.
Организаторите ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да се приклучат на акцијата. Клубот за подводни активности Норкач од Струга во соработка со Кампинг Скаут, Дайвинг МК и Норкачкиот клуб Сирена од Скопје утре 7 септември ќе реализираат втората екоакција за чистење на дното на Охридското езеро на Струшкото крајбрежје кај село Радожда. Ова акција има за цел да го зачуваме природното богатство на Охридското езеро и да ја подигнеме свеста за значењето на заштитата на животната средина. Преку оваа иницијатива сакаме да придонесеме кон одржување на чистотата и убавината на нашето природно наследство, велат од Клубот за подводни активности Норкач од Струга. Организаторот очекува на акцијата да се приклучат и други нуркачки клубови од цела Македонија како и од Србија. Поддржувач на проектот е Друштвото за управување со отпад нула отпад. Цените на угостителските услуги во август оваа година, споредбено со август минатата година, се зголемени за 5,1%. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во август 2024 година во споредба со јули 2024 година е зголемен за 0,2%. Споредбено по групи на услуги, зголемување забележано во групата храна за 0,3%, алкохолни пијалоци за 0,3% и ноќевања за 0,1%. Индексот на цените на угостителските услуги во август 2024 година во однос на истиот месец од претходната година е зголемен за 5,1%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-август 2024 година во однос на истиот период од минатата година е зголемен за 5,5%, додека во однос на декември 2023 година е зголемен за 2,6%, информираат од Државниот завод за статистика. По завршување на дневникот следува третата емисија од серијалот Заедницата има многу лица, која ја посветуваме на потребите и предизвиците на младите во Охрид. Денешни гости на колешката Сонја Рилковска се Димитар Спасески, раководител на секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита при општина Охрид, Јоне Станковски, раководител на секторот за спорт, млади и невладини организации во општина Охрид, и Јован Цветковски, раководител на Младински центар Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 17 ученици загинале во пожар во интернат во Централна Кенија, а уште 14 се повредени, соопштила портпаролката на полицијата. Се стравува дека бројот на жртви би можел да се зголеми, бидејќи десетина ученици биле пренесени во болница со тешки изгореници, јавува BBC. На пожарникарите им требало време да пристапат до училиштето поради калливите патишта по дождовите. Пожарот бил изгаснат со помош на локалните жители кои први реагирале. Во моментот на несреќата во студентскиот дом имало повеќе од 150 ученици и главно на возраст меѓу 5 и 12 години. Председателот на Кенија им наредил на релевантните органи темелно да го истражат овој грозоморен инцидент, да се пронајдат виновниците и да одговараат. Во Кенија во последните неколку години беа забележени серија пожари во училиштата, од кои беше откриено дека многу од нив се подметнати. Супер тајфунот Јаги, кој моментално е од 4-та категорија, ја погоди Јужна Кина. Се очекува ударите на ветрот да достигнат и до 240 км на час, што го прави најсилниот по ураганот Берил, кој беше од 5-та категорија. Овој тајфун пред само 2 дена беше тропска бура со удари на ветер од 90 км на час, но неговата брзина се зголемила поради зголемувањето на температурата на водата на океаните, сметаат научниците. Патниот и воздушниот сообраќај се во прекин, училиштата и градинките веќе 2 дена се затворени. Националниот метеоролошки центар на Кина издаде црвен аларм или највисоко ниво на предупредување за ударот на супер тајфунот Јаги. Соединетите Американски држави обвинија 5 руски разузнавачи и 1 цивил за сајбер напад кој претходел на руската агресија против Украина, нудејќи награда од $10 милиони за информации или за нивно притварање. Министерството за правда на САД отпечатило обвинение во кое се тврди дека обвинетите го користеле софтверот Whispergate во јануари 2022 година. Целта била да се ослаби цивилната инфраструктура на Украина во пресрет на руската инвазија која започна следниот месец. Кампањата Whispergate била насочена кон САД и десетици сојузници на НАТО во обид да се инфилтрира во Американската владина агенција со седиште во Мериленд, додека истовремено пристапувала до сметките на американските банки
изјавил специјален агент на FBI, додавајќи дека ваков вид на сајбер војна нема да се толерира и размерот на руските кривични дела нема да се игнорира. Хантер Бајден, синот на Џо Бајден, призна: крив сум, нема потреба од судење. Тој сака да го смени својот исказ пред судиите и да признае вина, со што сака да го избегне судењето пред Федералниот суд во Америка, бидејќи доколку биде прогласен за виновен, тој се соочува со максимална затворска казна од 17 години. Хантер во декември минатата година беше обвинет за 9 кривични дела за затајување данок, додека трошел милиони на екстравагантен начин на живење, вклучувајќи дрога, ескорт придружби, луксузни автомобили и други лични трошоци. Истовремено тој е и под друго обвинение за поседување оружје во Делавер. Хантер беше прогласен за виновен за фалсификување на федералниот формулар за купување огнено оружје. Во тој случај, Хантер Бајден може да биде осуден на дури 25 години на сослушувањето закажано за ноември по претседателските избори во Америка. Ова е се што ви приготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.